Господине Касами, кои се вашите последни информации? Мислите ли дека Ахмети може да направи влада со ВМРО ДПМН, односно да направи манипулација со барањата на платформата? Не би сакал да шпекулирам која би била позицијата на Ахмети во случајот, но имајќи предвид дека дуи владеа 10 години заедно со ВМРО ДПМН, големи се можностите тие да пак се обидат да состават влада, имајќи предвид исто така дека и бројките ги имат и исто така мислам дека нивното владење и тоа што Македонија во ваква ситуација е заеднички именител на ВМРО и ДОИ. Така да иако има подпис, односно ставија подпис на таа платформа, односно на декларацијата за на политичките партии на албанците во Македонија, сепак тие прва опција со која партија би направиле коалиција од Македонскиот блок, сепак јас мислам дека ќе биде ВМРО. Така, што доколку се случи тоа и Ахмети не се држи до платформата, доколку влезе во владата без барањата кои што ги има на платформата, како ќе реагира без? Ние нема да поддржиме никаква влада, нема да поддржиме никаква иницијатива, било од Ахмети или некој друг, која не се базира на тие, како да кажем, барања или точки кои се ставени во таа заедничка декларација. Така да и основно на почетната изјава на Груевски на ВМРО дека нема да прифаќат двојазичност, нема да прифаќат продолжување на мандатот на специјално јавно обвинителство, на некој начин ја исклучува као партија поддршката на БЕСА за било каква поддршка на влада во која ќе биде партија која нема да поддржи закон, односно решавање на прашањето на албанскиот јазик и на специјалното јавно обвинителство. Мислите ли дека Груевски се уште може да биде премиер на сите граѓани на Македонија? Имајќи предвид дека Груевски има покренато поставка против него специјалното јавно обвинителство и основниот принцип на движењето БЕСА дека луѓето кои се обвинети, односно спрема кои се покренати обвиненија, било какви процедури, специјалното јавно обвинителство не треба да бидат во никаква комбинација за следната влада. Мислам дека Никола Груевски го нема легитимитетот да биде не премиер, туку во државна функција било која, се додека не се расчисти неговиот случај пред специјалното јавно обвинителство. Така, значи, сметате дека може, дека потребно Груевски да се тргне од политичката сцена, односно да се изврши дегруевизација на Македонија? Потребно е декриминализација на Македонија. Во овој процес треба да бидат опфатени сите функционери кои во минатото ја злоупотребија нивната јавна функција и од кога ќе се случи тоа, од кога некој од нив би излегле чисти од тие правни процедури, сигурно дека може да продолжат да се занимаваат со политика. Но вакви околности, кога Македонија е во тешка криза, институционална криза, мислам дека основно што треба да прават сите луѓе кои се инкриминирани е да се тргнат, да нема влијание врз процесите кои се почнати од специјалното јавно обвинителство, од кога ќе се расчисти ситуацијата, тогаш да можат пак да се вратат во политиката и да се занимаваат со државни работи. Би влегле во влада со Заев и Ахмети? За нас као БЕСА, колку што е крив Никола Груевски за ситуацијата во која се наоѓа Македонија и албанците, уште повеќе е крив и Ахмети, така да ние сме кажале јасно дека не би влегле во никаква комбинација, во никаква влада
во која се луѓе инкриминирани према кои се започнати постапки од специјалното јавно обвинителство или према кои би се покренале такви постапки. Така да за нас значи во иста позиција се и Ахмети и Груевски. Во платформата на ваша со ДУИ Алијансата за албанците го споменувате специјалното јавно обвинителство во само една точка во третиот дел. Сметате ли дека тука се остава простор некоја партија од албанските партии да го промени мислењето и после тоа да рече дека ете сепак специјалното јавно обвинителство е пристрасно, односно го поддржи ВМРО-ДПМН со обвинувањето? Значи, нашиот став као ОБС е многу јасен спрема специјалното јавно обвинителство. Ние бараме да продолжи работата на специјално јавно обвинителство, исто така бараме да се реши случајот со дали специјален суд, дали некој оделение во рамките на постојните судови, се со цел значи, да не се спречи работата на специјалното јавно обвинителство во функција на декриминализација на општеството во Македонија. Така да за нас е јасно, нема да поддржиме никаква иницијатива, никаква влада, никаква комбинација за составување на влада во која нема да има јасен став спрема овој процес кој е започнат во Македонија, процес кој е многу важен за иднината на државата, односно во делот на не злоупотребување на јавните функции од страна на партиските функционери. Така да за нас е јасно дека би поддржале иницијативи, односно влади кои имат јасен став спрема овој процес, спрема јавното обвинителство и да јавното обвинителство не биде спречено во работата, затоа што гледаме дека во тековните, во сегашната ситуација, кога многу од процедурите покренати од специјалното јавно обвинителство не се завршуваат како што треба, затоа што гледаме дека судството е партизирано и не ја врши својата функција како што треба. Значи во платформата се спомнуваат Сопот, Бродец, Монструм и Куманово, но не и другите случаи. Ова е битно за вас. Овие случаи се многу битни за вас. Нели сметате дека и другите случаи се исто толку битни колку што се тие случаи битни? Да, значи овде исто е тоа, како да кажам, символика на монтирани случаи во Македонија кои за жал се случија во минатото. Ние се залагаме да нема такви случаи за државата, да еднаш за сегаш расчисти со таквите случаи. Државните институциите од јавна и државна безбедност се тука да ги штитат граѓаните без разлика на етничка и верска припадност, а не да креират, монтират случаи против нив. Затоа мислиме дека е многу важно символички да се има јасен став едната влада, едното владино мнозинство спрема овие случаи, за да се даде порака до граѓаните дека таквите случаи, сите кои се случија во Македонија од 90-тите наваму, нема да се повторат. Благодарам.